Почитувани граѓани, при усвојувањето на завршната сметка и извештајот за работа на општината за 2022 година, владачката гарнитура излезе со став дека владата на Република Северна Македонија ја запоставува општина Битола, бидејќи ВМРО ДПМН биле на власт. Па, наводно затоа немало пари за школство, за справување со кучињата и така натаму. Но ништо не може да ја сокрие реалната состојба. Фактите се следни. За наменски дотации од државниот буџет, владата на Република Македонија за 2022 година префрлила скоро 900 милиони денари или 14,5 милиони евра. Лани Битола добила убедливо најмногу средства од владата од било кога досега, но прашање е како и каде тие средства се потрошени. Владата префрла средства и по други основи, како што се ДДВ, закуп на земјоделско земјиште, персонален данок, комунална такса за улично осветлување. Само по овие 4 основи од владата се префрлени 4,7 милиони евра во Битола. Почитувани битолчани, не е проблем колку средства доаѓаат од владата, туку како тие се трошат. Лани од владачката гарнитура се потрошени 30 милиони евра, но не се изградени ни спортски центар, ни стационарот за кучина, ни училиштето во Буковски ливади. Ставен е само еден синџир на Пионерски. Парите на граѓаните отидоа за патување во странство, за договорни услуги и разни трансфери на кои не им се знае крајот. Сегашната гарнитура, заедно со градоначалникот, никогаш нема да биде задоволна колку пари да и се префрлат од владата. Парите безмилосно се трошат. Факт е дека во Битола нема никаква промена на подобро, зашто секој граѓанин може и сам да се увери ако само се прошета низ градот и околината.